Добро вечер. Денеска е среда, 11 февруари 2026 година. Јас сум Петар Петровски, а ова се вестите при Македонскиот информативен центар со седиште во Линкон, Онтарио и Канада. Денеска Канада е обвиена во црно поради трагедијата со масовното убиство во малото градче Тамборич, Британска Колумбија, Канада. Кога за прв пат се објави веста за овој трагичен настан, се објави бројката од 9 загинати луѓе и од локалниот полициски одред на канадската сојузна полиција RCMP не го објави идентитетот на убиецот. Попладнево во Сари, Британска Колумбија, заменикот комесар на сојузната полиција Двеин Макдоналд на конференцијата за пешетот ги даде следниве детали за убиецот и точниот број на загинати и повредени лица. Имено, сторителот на ова гнасно дело е 18 годишниот Джеси Ван Руд Селар, кој е биолошко машко дете, но транзитирал во женско пред 6 години и го напуштил образовниот систем пред 4 години. Меѓу жртвите се мајката и полубратот на сторителот, додека бројката на загинатите деца не е 9, туку 5, од кои 3 се девојчиња, 2 се машки деца. Сторителот немал важечка дозвола за оружје, која истекла во 2024 година и поседувал оружје оттогаш. Руд Селар била личност која била позната на полицијата, бидејќи сторителот често бил апсен за ментални проблеми и носен во болница. Истрагата се уште е во тек, бидејќи полицијата сака да дознае како оружјата се нашле во рацете на сторителот, тоа се пронајдена пушка и пиштол крај неговото тело, пренесува дека Canadian Press. Премиерот на Алберта Даниела Смит во нејзиното радио интервју за албертанското радио Red FM во Калгари изјави дека нејзината провинција преморана да биде во дефицит поради ниските цени на нафтата, конкуренцијата од Венецуела, преголемото одначување од дотова, но и финансискиот неред кој го наследила од нејзините претходници. Понатаму во радио интервјуто, премиерот Смит изјави дека нема да ги качува даноците или да го намали финансирањето на социјалните сервиси што се важни за народот, како здравствената заштита, образованието, заштитата на најранливите во општеството, како критичната инфраструктура. Нова реагираше лидерот на опозицијата НДП и поранешниот градоначалник на Калгари Нахид Нинши, кој изјави дека премиерот Смит и нејзината партија, Обединетата конзервативна партија, иако тврдат дека се способни да ја водат економијата, со ова изјава го докажа спротивното, пренесува The Canadian Press. Торонто, Онтарио. Либералната партија на Онтарио го објави конкурсот за лидер на партијата, на кој ќе се избере наследник на Бони Кромби. Бони Кромби беше лидер на партијата, но на минатите борени провинцијални избори не успеа да ги добие изборите во Онтарио и во нејзината изборна единица. Сите заинтересирани кандидати имаат рок до 31 јули 2026 година да ги достават своите кандидатури. Членовите на партијата ќе имаат можност да го дадат својот глас за едниот лидер по електронски пат помеѓу 9 и 20 ноември 2026 година. Гласачите ќе го рангираат својот избор за лидер. Во случај да во првиот круг на гласање никој од кандидатите не го добие потребното мнозинство гласови, отпаѓа кандидатот со најмалку гласови. Неговите гласови се префрлаат кон кандидатот со мнозинство гласови. Ова чеко се повторува, се додека не се дојде до победник. Овој начин на гласање се вика рангирано гласачко лифче, пренесува The Canadian Press. На 30 јануари оваа година, во главниот град на провинцијата Квебек Сити, се одржа конвенцијата на провинцијалната конзервативна партија предводена од Дерек Духейм, на која присуствуваа 400 делегати од различни од Квебек. На конвенцијата се расправаше за различни предлози за изборната програма, како намалување на бюрократијата, укинувањето на одредени провинцијални владини агенции, намалување на даноците, зголемувањето на домашната здравствена грижа, размер на природните ресурси како нафта и плин и подршка за изградба на нафтоводот од Алберта. По завршувањето на конвенцијата се одржа пресконференција на провинцијалната конзервативна партија, на која лидерот Еди Духейм го изјави следново. На сите луѓе им е смачно на политичките партии кои повторно се обидуваат
да изведе битката на полето на Абрахам од 1759 година. Тие сакаат партии кои се спремни да им помогнат на луѓето, да биде во можност да ги платат сметките, да им ги платат сметките за намирниците, да ја обноват хипотеката и нивните деца да добијат пристап до имот, пренесува до Монтреал Газет. Брисел, Белгија. Генералниот секретар на НАТО Марк Рюте изјави дека планираната операција Стража на Арктикот не е создадена да го смири американскиот претседател Доналд Трамп. НАТО операцијата во Арктикот и Норвешка има целта да го заштити Арктикот со тоа што ќе се прават редовни воздушно-поморски патроли да го чуваат Арктикот слободен од руски и кинески влијанија, пренесува Euronews. Францускиот претседател Емануел Макрон држеше говор во Антверп, Белгија, за својата визија за едината на европската економија, како и за визијата за Европа. Во тој говор, меѓу другото, истакна ако Европа сака да стане сериозен конкурент на САД, тогаш Европа треба да ги субвенционира сите своји предпријатија како САД. Тој за пример го зеде Илон Маск, за кој кажа дека е субвенциониран и поради тоа меѓу богатите луѓе во светот. Следеше одговор од Илон Маск, кој на својата платформа X изјави дека ако се собере платиното финансирање на Tesla и SpaceX, што досега го добиле, не е повеќе од 1% за едничката вредност на двете компании. Понатаму Маск вели дека парите што големите американски и европски воздухопловни компании ги имаат примено од нивните влади е над 100% од нивната вредност. Пренесуваат Франц 24 и Associated Press. На 12 февруари 2026 година во местноста Алден Бисен, Белгија, ќе се одржи самит за едината на Европската унија. Дали ќе се оствари визијата на Марио Драджи за прагматична ЕУ федерација. Според извештајот на Euronews, засега има две визии за обединета Европа. Едната е на Франција, каде ЕУ ќе стане строго централизирана федерација, со тоа што долгот на ЕУ членките ќе го преземе Централната европска власт и банка. Државата ќе субвенцира економската сфера и посебен акцент се става на произведено во Европа. Ова визија е сосема спротивна на визијата на оската Берлин-Рим, каде многу малку ќе се субвенционира, со цел да се привлечат земјите кои не се членки на ЕУ и да се промовира идејата за произведено со Европа. Засега, повеќето земји членки на ЕУ се заинтересирани за планот Берлин-Рим, отколку оној на Франција, пренесува Euronews. На 7 јули 2026 година, судот на апелација во Париз, Франција, ќе одлучи политичката линија на Марин Ле Пен. Марин Ле Пен е лидер на француската антиимигрантска партија Национален собор. Имено, судот во првата инстанца. Првиот судот во првата инстанца и даде 5-годишна забрана да биде мешана во политиката и со тоа да се кандидира на наредните претседателски избори во 2027 година. Ако апелациониот судија уважи пресудата, тогаш таа не може да биде кандидат на следните претседателски избори во Франција, тогаш за нејзин наследник, според извештајот на Франц 24, кандидат треба да биде 30-годишниот Джордан Бардела, пренесува Франц 24 и Associated Press. Ако ви се додавме до крајот на вестите, ви благодарам за вашето внимание. Ако ви се допадна со поддржанието на ова видео, кликнете на лайк. Ако сакате да го споделите, кликнете на share. Поведете ако сакате да оставите коментар на ова видео и на крај, ако сакате да бидете известни за нови видеа, кликнете на subscribe. Додавме до крајот на ново издание на нашите вести. Тимот од Македонскиот информативен центар, до следното гледање, довидување и пријатна вечер.